Богатио и селанката што роди дете на нива и пак си жна дента. Чита Александар Станојков. Еден многу богат човек имал чивлик и кога му втасале нивјето за жниење, зел аргати да и жние. При се што имал ќаја да и надгледува аргатите, пак сам таму одел да гледа како работа аргатите. Помеѓу сите аргати мажи и жени имало и една трудна жена сиромашка и тамо му дојде саато да си роди дете. Од кога го родила и го повела во скутината по некој саат, пак си станала леунката да си жние, за да не се изгуби ѓунделако. Богатио неа остал да жние, арно ама таа не ќела да не жние. Вечерта со сите аргати, весела и радосна, си отишла кај господаро, си вечерала и си ошла дома. Дај, жено, едно антериче, едно капче, да ја подарам онаа аргатинка што ми роди денеска на нива, и еден саат лежа ледина и пак си жна цел ден токмо со сите аргати. И си дојде овде дома радосна и весела и ми се таксува пак утре да дојде да жние. Ете жена, ете стока. Ашкол сум на таа мајка што ја родила и на тој маж што ја има. Па и ти мори жено, жена се броиш и деца ми раѓаш со 300 баби и 300 етими, едвај да го родиш. Па од кога ќе го родиш, со дни леунка ќе ми лежиш, лицето како од умрен ќе го имаш. Ќе квачиш, дури да му се здоди и на човека. Ете таа жена е, а не како тебе домаќинко, атар да не ти остани. Да јако ти остани, кога си е така, кој може да откажи? Јас ќе ти го откажам, домаќине, му рекла, како налути на малце, оти да ја прави подолна од една аргатинка. Ама ќе потреиш уште некој ден и тогај ќе речиш само ти не било така како што велиш ти. Море, веќе ќе ми го докажеш, ама јас не знам како. Ај ќе видиме дали не ќе ти го докажам. Поминала некоја недела и викнала двајцата дрвари што имале, та му рекла: слушајте вие дрвари, утре кога ќе ојте на дрва, да го земите ато и да го тоарите со дрва, отколку што да не може да носи. Та ако се кара господарот и сте го зеле на дрва, јас џуопо ќе му давам. Пеќи господарче, да го земиме, ја рекле дрварите. Утрото го зеле ато, та го тоариле јако дрва и го дотерале заедно со магарињата дома. Кога влегол ато тоарен со дрва в порта, се погодил чорбаџијата да седи на пенџере и кога видел ато тоарен со дрва, испотен едно чудо. Рипнал како удрен в глава и слегол во двор да го види ато. Море, кој ви рече да го земите ато на дрва, бре, бездушници? Што е ова што му сторивте на ато? Што е ова пот што сте го испотиле? Што е ова многу дрва што сте го тоариле? Тука била и жената му која викал на дрварите. Не викај по дрварите, домаќине, му рекла. Оти тие не го зедоа, ами јас му го дадов, за да ти докажам како раѓам јас проти селанката што родила на нива. Ете, види сега колку се уморил ато од едно тоарење дрва и верувам оти до една недела кувото не ќе може да си го земи. Го веруваш оти е така, домаќине? Море дека го верувам, оти ми го поболивте ато, да за тоа се карам, аля белјарсам. Ете, така сме ние градскине жени, а најпоеќе богати на тавла, како што лежи ато твој на тавла и не е вреден колку за едно магаре, што оди ката ден на дрва да донеси дрва. Ете така се градските жени, домаќини. Ама оти ќе речиш така да се. Оти немаат некоја тешка работа, та да се печат во работата и да се јаки во снагата. Ете, од тоа раѓаваат со мака и леунки лежат едно чудо, а пак селските жени сет работни како што сет магарињата наши и затоа раѓаат со лесно и не лежат многу дни леунки. Сега веруваш оти е така, али не веруваш? Верувам, домаќинко, верувам, вистина така треба да биде. Чунки очевидно ми го докажа. Брав, сакам да ти речам, оти си итра и ми го докажа токму како што треба.